Роберт Салас, поранешен офицер на американското воено воздухопловство, неодамна одржа пресконференција и изнесе на вистина загрижувачки податоци за неидентификуваните летечки објекти. На пресконференцијата му се придружија и други старешини од воздухопловните сили кои ги раскажаа своите чудни и извонредни приказни, врзани за посетата на неидентификуваните летечки објекти на воените нуклеарни инсталации. Чекав 40 години пред да проговорам и тоа е долго време, рече Дейвид Шиндел, пензиониран капетан кој служеше како офицер за контрола на лансирање нуклеарни проектили во воздухопловната база Minot Air Force Base во Северна Дакота. Ја имав страшната тајна на ум цело време и чувствував големо олеснување што конечно им признав на моите пријатели и блиски роднини за она што го доживеав тогаш. Тој потврди дека летечки објект широк 80 до 100 метри ја посетил базата и во исто време 10 нуклеарни проектили во силосите биле сосема исклучени. Салас пак, кој беше офицер стациониран во воздухопловната база Малстром, Монтана во 1967, рече дека бил на должност како заменик командант на борбената екипа на ракети длабоко во подземната соба за контрола на нуклеарни проектили. Контролорот за безбедност на летот на локацијата се јавил од надземја и бил испаничен и викал, тврди Салас. Тој рече дека има голем блескав пулсирачки црвен овален објект кој лепди над предната врата. Додека го разбудил својот командант, Салас тврди дека се вклучиле алармите, покажувајќи дека скоро сите 10 проектили прикажани во контролната соба биле исклучени од овој објект. Роберт Джейкобс, кој на оваа конференција што организираше Салас, се приклучи преку видеоврска од Мизури, рече дека бил прв поручник во воздухопловните сили и бил стациониран во воздухопловната база Ванденберг во Калифорнија во 64-та, кога од него било побарано да постави телескопска видеокамера за снимање на ракетен тест со име Атлас. Тој тврди дека кога лансирале нивната ракета, се појавил летечки диск кој почнал да ја прати и кружи околу ракетата, испалил неколку зраци кон ракетата и веднаш се оддалечил, а ракетата била онеспособена. Тој тврди дека сето ова го снимил на видео и дека тоа видео некаде постои. Ветераните го повикуваат Американскиот конгрес да спроведе истрага и да одржи јавни расправи за извештаите на НЛО, која спречувале работата на базите со нуклеарни проектили на војската на САД. Салас вели, ова е непобитно, тоа не е некаков гас или некоја друга чудна природна појава. Доказите дека има некаква интелигенција или намера позади неидентификуваните воздушни феномени се веќе познати. Прашањето е дали конечно можеме да ги натераме судовите, но и јавноста да му го даде вниманието на овие објекти како што навистина го заслужуваат. По пресконференцијата, пензионираните офицери сега се надеваат дека војската ќе ги истражи овие случаи и конечно ќе објави вистината. Клучниот развој во разоткривањето на неидентификуваните летечки објекти се случува во последните неколку години од 2017 наваму, кога војската официјално објави неколку видеа на кои нивните пилоти снимиле вакви објекти и потврди дека навистина ги истражува и дека не знае што се. На крајот на јуни во 2021 до Конгресот беше доставен и извештај за неидентификувани летечки објекти во кој се тврдеше дека од 144 пријавени случаи од представници на војската, со истражувањата разоткриен бил само еден случај, а за останатите 143 војската нема сознание што се.